Пред некој ден јас ги прашав сите што се во групата Токен Падок Македонија, ги прашав да дадат предлог за ново видео. И неколку од членовите на групата дадоа неколку предлози и навистина сите предлози беа интересни, беа добри. Имав некои предлози за анализа на коини, на токени. Имав исто така предлог за видео за економијата во Америка по-конкретно и општо во светот со ова рецесија што се случува. И исто така имав еден предлог за да направам видео, односно да објаснам на кој начин јас тргувам. Така да решив сега за почеток прво ова видео да го направам, односно да им објаснам на сите кој е мојот начин на тргување. Пред да навлезам како јас тргувам, како изгледа моето портфолио и другите детали во врска со инвестирање, јас би сакал неколку работи да напоменам. Јас исто така во книгата Фундаменти на криптоиндустријата, во петиот модул, имав опишано и изборував и пишував за видови на тргување и кои се битни работи кога некој веќе сака да почне со инвестирање, односно тргување. Како прво нешто што мора секој еден инвеститор, односно трейдер да го знае, прва работа е што треба, мора да имате соодветна едукација. Без едукација не е возможно да бидете трговец и не е возможно уште помалку да бидете инвеститор. Значи, мора едукација. Зошто? За да знаете за што станува збор, како да работите, како се движи пазарот, зошто се движи онака како што се движи. И кога веќе купувате одредени финансиски средства, во случајот конкретно ќе зборуваме за крипто, вие треба да знаете зошто одредено крипто го чувате. Која е вашата причина, зошто го чувате одредено крипто, зошто сте го купиле и така натака. Значи, тие се многу битни работи и тоа спаѓа во фундаментот, односно во одговорното тргување. Затоа што мора да бидете одговорен трговец, односно инвеститор, за да бидете сигурни дека вашите средства, вашите пари што сте ги вложиле, дека ќе добиете поврат, што ќе имате навистина приход понатака и што може вашата инвестиција да се зголеми со тек на време. Треба да имате диверзификација на вашето портфолио. Значи, не можете сите средства да ги ставите во кош, во едно место, или не можете само со 2-3 коини и тоа да го нарекувате портфолио. Значи, прво сакам да објаснам за тие што не се доволно искусни или за тие што сакаат понатака да вложуваат. Што е тоа портфолио инвестиционо? Без разлика за кои финансиски средства станува збор. Инвестициско портфолио подразбира нешто што е акумулација на различни финансиски средства, во случајот на различни дигитални средства. Значи, таа диверзификација, различни кога акумулирате различни дигитални средства, на тој начин се составува портфолио. Денешно време гледам многу јутубери што и самите не се едуцирани или имаат само некои оскудни информации и ги гледам ги споделуваат нивните портфолија што мислат дека е портфолио, тоа не е портфолио. Зошто? Ќе навлезам јас денес понатака во ова видео и подетално да ви објаснам што е портфолио, затоа што, како што реков, покрај ова диверзификација што ја правите и покрај овие различни дигитални средства што ги ставате како дел од вашата инвестиција, вие мора да имате предвид на менеджмент на ризик. Затоа што јас да напоменам за некои, ако не знаат, јас исто работам и како портфолио стратег. Јас имам работено и со фирми, и со физички лица, и ден денеска тоа го правам.
луѓе од секаде низ Европа и тука во Македонија и начинот на кој што го работам е исто така менеджмент на ризик. Значи тоа мора да се земе предвид затоа што како што гледате пазарот може да биде волатилен. Значи има големи падови, но исто така има големи отскокнувања. Пред да навлезам во другите работи како што се портфолиото, сакав да напоменам дека има неколку видови на тргување. А тоа е, имаме дневен трговец, значи тоа се луѓе, трговци, трейдери што прават позиции во текот на денот. Тоа е препорачливо само за професионални трейдери. Јас имам многу пријатели низ Европа што се занимаваат со редовно тргување и тие се професионални трейдери, професионални трговци. Меѓутоа тие имаат многу искуство за себе и многу учеле за да го достигнат тоа ниво да бидат дневни трговци. Ако некој е почетник или не се чувствува дека има доволно искуство, јас не препорачувам дневно тргување или daily trader. А гледам дека на YouTube постојано тоа се рекламира, има секакви неедуцирани јутубери каде што им кажува на луѓето да вложуваат, односно им покажуваат чартови како тоа се прави на дневна база. Но меѓутоа јас сметам дека тоа е многу погрешно, затоа што како што реков, ако не сте професионалец во тоа, ако немате искуство години зад вас како трговец, немојте да одите на тој начин затоа што можете да изгубите многу средства и да изгубите вашиот влог. Затоа што како што лесно многу можат да се добијат пари, односно да се профитира, многу лесно може и да се изгуби. Така да имајте го тоа напред. Исто така имаме променливо тргување или како на англиски што викаат swing trading. Исто така ова е нешто што повторно, како што реков, треба искуство, но меѓутоа за разлика од daily trading, swing trading е нешто што го правите еднаш неделно, најверојатно еднаш месечно и не правите чести тргувања. Јас овој начин на swing trading го користам во дел од моето портфолио и тоа ќе навлезам по-конкретно како тоа јас менаџирам со моето портфолио и со моите средства. Исто така има, се викаат тренд трговци, тренд traders. Јас лично исто така можам да се сметам дека исто така спаѓам во оваа категорија, затоа што јас го следам трендот, затоа што јас се следам макроекономијата. Затоа јас имав и точни предвидувања за економијата во светот и за макроекономијата и за многу случувања во финансиските пазари, затоа што јас следам макроекономијата и сите индикатори што се во макроекономијата. Така да, ако знаете економијата, ако ги разбирате, ако разбирате макроекономија, ако ги разбирате тие индикатори, тогаш може да функционирате како тренд трговец. И исто така, последен начин е купување и чување. Колку и тоа да звучи едноставно, за некои може би глупаво, дефинитивно не е глупаво, затоа што јас и од моје искуство и за сите тие што се реални да си признат самите себе, многу повеќе можете да бидете во чар, во добивка, кога имате ова наједноставна стратегија каде што не захтева и некоја посебно тренирање или едукација за тоа да го направите, но меѓутоа мора да имате одреден начин и знаење за да селектирате одредени дигитални средства за да ги купите па после да ги чувате. Значи, за тоа е потребна фундаментална анализа. Нешто што јас уште од првиот момент кога излегов јавно и зборувам за тргување, односно за инвестирање на криптовалути, јас многу пати спомнав дека јас сум инвеститор, не сум трговец, јас сум инвеститор. И исто така, мојот пристап е фундаментална анализа, затоа што со фундаментална анализа
добивките може да бидат многу поголеми, ризикот е многу помал него тргување, било какво тргување. Кога веќе тргуваме, има одредени работи што треба да ги знаеме, а тоа се кога вие правите влез, односно на која цена купувате одредено дигитално средство. И зошто го купувате, нормално со таа фундаментална анализа, треба да одлучите колку е максималниот износ што можете вие да си дозволите да го вложите. Затоа што не секој може да поднесе падови на маркетот. Тоа може да го поднесат само луѓе што се повеќе време во инвестирање, што се инвеститори и луѓе што се поискусни трговци, тие може да го поднесат тоа, затоа што веќе имаат искуство. Инаку да ве подсетам дека, кога има падови, не се грижете толку многу, затоа што секогаш маркетот се враќа. Значи, да ги подсетам сите за .com ерата во 2000 година, значи тогаш имаше еден енормен голем краш на многу компании, каде што имаше луѓе многу изгубија и така натака, но меѓутоа секогаш маркетот се враќа и лека по лека оди нагоре. Значи, така да ако имате трпение и ако имате, што би рекли народски, живци за ова нешто, во тој случај можете тоа да го правите. Исто така, колку е разновидно вашето портфолио. Значи, диверзификација, тоа што го спомнав, тоа е многу битно и тоа е многу суштински, за да знаете и да селектирате одредени категории на дигитални средства во различни области на дигиталните средства. Но, за да знаете кои се тие, како што реков, потребна е едукација. Едукацијата е темел на се. Исто така, треба да бидете пресметани колку загуби вие можете да си дозволите. Треба да имате план за тргување, треба да имате план за инвестирање пред да почнете да инвестирате. И исто така треба да знаете колку можете вие да толерирате евентуално загуба. Затоа што, како што реков, сите финансиски пазари, не само криптото, и акциите исто така, значи тие може да бидат волатилни, особено кога станува збор како што е сега рецесија. Рецесијата не е завршена, далеку од тоа, и има уште понатака од ова рецесија да гледаме каде што пропаѓаат банки и каде што исто така финансиските пазари каде што ќе паѓаат. Значи треба да имате одреден план, одредена замисла, идеја, што би вложувале, како би вложувале. Значи вие треба да си поставите една цел пред вас. Која е вашата цел? Што сакате да постигнете? Кој е тој процент што вие очекувате дека можете да добиете, но исто така да бидете спремни за евентуални загуби додека стигнете до таа цел. Кај дигиталните средства, колку е поголем потенцијалот за повратна инвестиција, односно можете евентуално да добиете, исто така ризикот е поголем. И затоа, кога го спомнав тоа со риск менеджмент, значи менаџирање на ризик на портфолио, ќе повторам, не ги ставајте вашите инвестиции, вашите средства само во еден токен, еден коин или 2-3. Значи не, мора диверсификација. Исто така, кога инвестирате, вие мора да бидете спремни на подолго рок. 10% е инвестирање, 10% е продавање, 80% е чекање. Значи трпение. Мора да имате трпение. Ако немате трпение, тогаш вие не можете да бидете инвеститор. Никогаш нема да бидете инвеститор. Наредно правило што сакав да го спомнам и пред малку го спомнав, не инвестирајте во нешто што не знаете што е. Значи тоа е многу битно. Не можете вие да инвестирате, а не знаете за што се работи. Значи мора да истражувате, мора да учите, мора да се едуцирате, за да знаете каде заминале вашите пари, затоа што многу лесно може да се изгуби. Следно правило, не се обидувајте да бидете во
самата секунда на промената на пазарот. Тоа не е возможно. Не можете вие да ја погодите најточната, најдолна граница, односно цена на одредено дигитално средство. Значи тоа не е возможно. Никој тоа не може да го погоди. Ако некој евентуално го погодил, тоа сигурно било на среќа и тоа не се случува многу често. Не барајте да го најдете дното, самото дно. Значи јас имав многу ситуации кога биткоин дојде на 16.000, многу ми навика ќе чекаме уште да падне. Јас им сугерирав, значи уште тогаш дека 16.000 е многу ниска цена и дека прашање воопшто дали ќе ја видиме, освен ако не се случи Трета светска војна или некој голем финансиски потрес, каде што сите ќе бидат обземени од тоа економско рушење, односно економско цунами што евентуално би се случило во ова рецесија. И исто така имајте преглед на вашето портфолио. Значи треба да имате, како пример ќе спомнам, одредени веб сајтови каде што може да го следите вашето портфолио. И многу битно, ова многу пати сум го спомнувал, немојте да ги чувате вашите дигитални средства во централни менувачници. Значи видовме многу луѓе каде што изгубија многу пари затоа што ги мрзеше да ги префрлат своите дигитални средства во независни паричници, non-custodial wallets. Значи тоа е многу битно. Тоа имајте го во предвид секогаш. Секогаш чувајте ги на безбедно место и никогаш немојте пасвордот или 12 зборчиња што се на самите волети, немојте да направите дигитална копија, односно сликање, запишување во телефон. Значи тоа многу луѓе го прават. Ве молам, немојте да го правите затоа што вие ќе бидете пробиени. Вашите средства можете да ги загубите доколку правите оваа грешка. Немојте никогаш тоа да го правите. Друго правило е немојте да бидете навивач. Јас не сум навивач ниту на една криптовалута, ниту пак некогаш сум бил. Ниту пак кога сум тргувал со акции, никогаш јас не сум бил навивач. Немојте да бидете навивач. Се знае кај може да бидете навивач. Во фудбалска утакмица да навивате за вашиот фудбалски клуб. Кошаркарски клуб, во некој спорт можете да навивате, но меѓутоа не можете вие да навивате и да бидете истовремено инвеститор. Тоа не е возможно. Значи, сите, како што реков, сентименти, кога се побрзани за тргување или за вашето портфолио, значи тие сентименти треба да се тргнат настрана. Значи, сентиментот нема место во начинот на инвестирање кај еден прав инвеститор. Мора да имате трпение. Ако немате вие трпение, вие никогаш нема да бидете инвеститор. Мора да имате трпение. Значи, овие се златни правила што ако ги практикувате, тогаш верувајте ќе бидете секако воќар во добивка во периодот што следи. Значи, да не дозволувате емоциите да бидат тие што ќе носат одлука. Вие мора со ладна глава, значи да донесете одредени инвестициски одлуки. Како да ги постигнете овие работи? Сите овие работи што ги спомнам, седнете на лист дома, запишете ги. Запишете ги на вашиот мобилен, запишете ги на вашиот компјутер, без разлика. Запишете ги, повторувајте ги и практикувајте ги. Ако ги практикувате, тогаш дефинитивно успехот е неминовен. Како моето портфолио е направено? 25% од моето портфолио е во биткоин. Зошто? Многу едноставно. Биткоин е водечка криптовалута. Најсигурна инвестиција во крипто што можете да направите е биткоин. Затоа, значи 25% од моето портфолио
и може би и повеќе. Јас познавам други професионални инвеститори каде што имаат и 50 и 60% алокација на биткоин, кога станува збор за дигитални средства, односно за криптовалути. Така да, значи, мора да имате во вашето портфолио биткоин. Вие ако немате биткоин во вашето портфолио, вие не сте инвеститор. Тоа е тоа, многу едноставно е тоа. Исто така сакав да напоменам дека кога зборуваме за инвестиционо портфолио на дигитални средства, портфолио може да биде од вредност почетно кога го правите барем $20,000. Значи, не можете вие да наречите портфолио со 5,000, со 3,000. Тоа не е возможно, затоа што диверсификација тука не е возможно да се направи. И тоа не би било баш инвестицијско портфолио. Не сакам никој да ме свати погрешно, јас не велам дека е лошо да се инвестира и со 3,000 и со 2,000 без разлика. Значи, тоа е многу добро. Секогаш кога инвестирате е многу подобро отколку да штедите во банка, како што прават повеќето лузери, односно губитници. Затоа што чување во банка, фиат валути, вие сте осудени на пропаст. Сега да се навратам на портфолиото и како е конструирано. Како што реков, 25% е во биткоин и имам моментално 15% во стейблкоин, стабилни валути, долари. Зошто? Затоа што, како што реков премалку, пазарот се уште е нестабилен и мора да има секој еден инвеститор што сака да прави портфолио, што сака да го билда своето богатство, да го надградува своето богатство и своите инвестиции, морате вие да чувате стейблкоинс и да бидат дел од вашето портфолио, особено кога сме во средина на bear market. Значи, ние не сме во bull market, далеку од тоа. Секогаш на моето портфолио јас имам стейблкоинс. Особено кога сме во bear market. И тие стейблкоинс јас ги користам за одредени позиции, за одредени дигитални средства, криптовалути, за да ги купам во одреден момент. Така да има една изрека, во време на рецесија кешот е цар. Cash is the king. Зошто? Затоа што вие можете да влезете во други позиции, каде што ќе ви дадат можност да влезете во позиција на многу поевтина цена на одредена дигитално средство, односно криптовалута. Јас додека купувам сред bear market, кога веќе гледам дека пазарот оди нагоре и веќе кога гледам сите индикатори на макроекономија, дека влагаме во bull market, јас тогаш веќе се ослободувам од сите стейблкоин, односно ги инвестирам. Еве пример да се навратам на последниот bull market во 2021. Јас во јунито имав интервју и кажав неколку предлози, тие што ме послуша има пута 20 добивка. 20-кратно добивка има, 10-кратно добивка минимум. Затоа што тогаш беше bear market, јас кога имав интервјуто, после неколку месеци имавме bull run. Bull run се случи некаде околу октомври-ноември, јас веќе во септември немав стейблкоинс. Сите ми беа инвестирани, веќе инвестирани во одредени криптовалути. И во тој случај јас немав стейблкоинс. Кога веќе стигна биткоин негде 60.000, јас голем дел од моето портфолио, од тие средства што ги држав, ги продавав и ги претварав во стейблкоинс во долари. Затоа што се што оди горе мора да оди долу, се што оди долу мора да оди горе. Така да стейблкоинс се многу битни за ликвидност на вашето портфолио. Без ликвидност вие не можете да бидете инвеститор. Мора да имате ликвидност. Трета моја најголема позиција е Ethereum. Исто така 15% моментално на Ethereum е во позицијата на моето лично портфолио. Јас имав едно видео и ќе оставам тука линк под видеото,
јас имав објаснето зошто го имам Ethereum. Зошто 15% од моето портфолио е во Ethereum? Затоа што Ethereum ќе биде втора криптовалута по маркет капитализација уште наредните години во иднина. Ethereum нема никаква конкуренција. Не постојат никакви убици на Ethereum. Значи, да не ве лаже никој, има секакви, како што реков, неписмени јутубери. Не слушајте совет од некој што не е инвеститор. Можете да послушате совет само од инвеститори. Учете од луѓе што знаат што е да се биде инвеститор. Така да, значи, дефинитивно Ethereum ја има таа позиција моментално во моето портфолио од 15%. Наредна четврта позиција што ја имам во моето портфолио е злато. Да, злато. Затоа што златото е чувар на вредност. Значи, вие ќе слушнете секакви работи, како што реков, затоа внимавајте од кого земате совет. Немојте да земате совет од некој што работи за плата, затоа што ако тој бил добар со своите инвестиции, сигурно немало да работи за плата. Затоа што инвеститор не работи за плата. Тоа значи мора да го диференција тука да направиме, да разликуваме што е инвеститор. Инвеститор е некој што живее од инвестициите што ги направил претходно и ги реинвестира, значи тоа е инвеститор. Така да инвеститорот нема време за работа од 8 до 4 или така натака или било каква работа. Значи инвеститорот се фокусира на истражување, на следење на макроекономијата, следење на дигитални средства, во случај зборуваме за криптовалути, значи сите тие работи и така да земајте исклучиво совети само од инвеститори. Не земајте совети од некои дечки што работат за плата и снимаат клипчина на YouTube. Јас морам да прецизирам, значи јас не сум јутубер, ниту имам цел да бидам јутубер, јас ова го правам чисто едукативно, информативно видео за вас, за токен Павло заедницата, затоа што јас сакам да им помогнам на сите што ме следат, сакам да им помогнам како да го градат своето богатство на правилен начин и да има мајндсет на инвеститор. Ако имате мајндсет на инвеститор, дефинитивно вие ќе дојдете до вашето богатство. Сега, кога веќе ги спомнав 4 големи позиции, ќе дојдам во наред, ќе дојде и ова 5-та позиција, односно таа 5-та позиција се повеќе криптовалути. И тие повеќе криптовалути моментално зафаќаат околу 20% од моето инвестициско портфолио. Овие криптовалути се паметни договори. Одредени криптовалути што поддржуваат паметни договори. Smart Contracts Platforms. Значи, тука спаѓа Cardano, Solana, Polkadot, сите Layer Zero, како што ги имам спомнато многу пати, Avalanche, Polkadot, Kusama и Cosmos и така натака и други интересни Layer 1, односно слој 1 криптовалути. Затоа што вие треба да разберете дека use case, начинот на примена, начинот на употреба, случајот на употреба, односно, кога имаме една smart contract платформа и кога имаме коин од тој коин, односно монета што го представува тој одреден блокчейн, вие треба да имате предвид дека за да можете да функционирате во тој блокчейн и да ги користите одредени апликации, протоколи и така натака, вие мора да плаќате сите тие трансакции со тој матична монета, матичен коин на тој блокчейн. Така да примената на вакви smart contracts platforms, значи како овие што ги набројав, примената е многу силна и така да дефинитивно вие треба тоа да го имате во вашето портфолио, затоа што тие се тие што се носители на градење на третата генерација на интернетот.
Сега, кога сме кај третата генерација на интернетот, последната категорија што јас имам во моето портфолио и зафаќа околу 15%, тоа се Web3 проекти, односно третиот слој на блокчейн технологија. За тие што не знаат, тоа представуваат сите децентрализирани апликации, протоколи, програми изградени од озгора како трет слој на секој блокчейн. Така да имаме тука доста апликации, значи DeFi платформи, протоколи, имаме NFT платформи, различни use case, oracles, значи како Chainlink, Band протокол, Metaverse, gaming платформи и така натака. Значи сите тие собир на овие исто така морам да напоменам на децентрализирани социјални медиуми, исто така имам тука доста апликации. Значи, како што реков на почетокот, мора да го направите тоа портфолио врз основа на како тоа криптоиндустријата е поделена на различни категории. И вие треба да имате од секоја категорија која веќе правите сериозно портфолио, значи како што реков, значи мора да имате диверзификација на портфолиото и тоа да биде на еден професионален начин, и кога би го имале тој риск менеджмент, значи во тој случај вие ќе имате многу флексибилно и сигурно портфолио, дури во случај на крашери. Моето портфолио во случајот најголемиот краш кога беше чинам дека беше во ноември лани 2022, моето портфолио изгуби дури 30% и покрај овој риск менеджмент. Но замислете тие што немаат риск менеджмент, замислете тие што немаат стейблкоин, што немаат голд, злато, тие што немаат биткоин, тие изгубија, имаат 90% минус на портфолиото, 80% минус на портфолиото. Значи, ова е моето портфолио, на овој начин е направено, на овој начин ова диверсификација, како што гледате, разновидност, почнувајќи од биткоин, што дава една сигурност на портфолиото низ различни периоди. За тие што немаат средства повеќе да вложат, не можат да направат посилна позиција од 20.000 или нагоре, не значи дека треба да се разочараат воопшто. Исто така, јас сега ќе ви кажам една вистина за мене. Јас кога почнав да инвестирам во криптовалути, почнав да се едуцирам од 2016, а почнав да инвестирам од 2017 година, јас почнав со 100 франкови. Работев во Швајцарија, почнав со 100 швајцарски франкови, затоа што не бев сигурен. Колку повеќе учите, колку повеќе го разбирате пазарот, толку повеќе добивате сигурност. И така да со тек на време станувате посигурни, знаете што правите, знаете зошто сте вложиле во одредени проекти и така да вашата позиција ќе се зголемува. Има некои што ми рекле, па види сега Дарко, јас немам пари да вложам. Не е то точно. Еве сега ќе ви кажам пример. Значи, ова е многу битно сега што ќе ви го кажам. Богатството не иде од тоа дали татко ви оставил некое богатство. Не. Богатството е во умот, во мајндсетот. Најголемата инвестиција што можете да направите за себе е да се едуцирате. Да се едуцирате за инвестиции, како да се инвестира и така натака. Значи, тоа е најголемата придобивка што може да ја направите за себе. И како што реков, не мора да значи дека ако немате пари, вие дека треба да се тргнете настрана и да се предадете на сето тоа и да не вложувате. Не. Дури и 100 евра, ако вложите тие 100 евра, кога пазарот ќе оди горе, тие 100 евра потенцијално можеби ќе бидат 1000 евра. Така да не исфрлајте там можност да бидете инвеститори. И дури со 100 евра. Но, ако вие го направите тој мајндсет како инвеститор
Значи, ќе почнете со тие малку средства што можете да си дозволите и постепено, секој месец. Јас сум сигурен дека секој еден што работи може да тргне барем 50 евра месечно. Ве молам, значи немојте такви изговори дека немате пари. Тоа се најлошите изговори, затоа што како што гледам сите имаат пари за да одат на одмор во Грција, земаат кредити за да одат во Грција. Сите имаат пари за да одат на кафе, да пијат пиво за викенди, да пијат виски за викенд. Сите имаат пари да купуваат Малборо, ама немале пари за инвестирање. Ве молам, значи такви работи, излишни изговори, ако си ги кажувате, вие ќе заостанете заглавени на една точка и никогаш нема да просперирате во животот. Но меѓутоа, ако го имате правилен мајндсет и како што реков, да се едуцирате и лека по лека да вложувате, секој месец ставајте по 100 евра. 12 месеци, ако вие, еве пример ќе ви кажам, ако во 2022 лани секој месец стававте по 100 евра, сега сме ние веќе мај. Веќе 4 месеци помина, еве пети месец плата ќе дојде. Плюс 500 евра, 1200 од 2022, значи тука веќе идеме до 1700 евра. Тие 1700 евра можат да бидат 15.000 евра, особено кога станува збор за криптовалути. Така да, значи, ве молам, немојте со такви изговори и не се предавајте ако евентуално вие немате таа сума наеднаш да ја вложите и да се откажете и да кажете да се предадете. Не, треба да продолжите да учите и да се борите за вашите средства, за вашиот труд, затоа што никому не му паѓаат пари од небо. Никому не му паѓаат пари од небо, така да сите се трудат, сите даваат одреден труд за да ги заработат тие пари, без разлика на вашата професија, без разлика од вашето занимање. И така да направите, одвојте од вашето примање дел месечно, вложувајте го во правилни проекти, следете луѓе што се инвеститори, луѓе што знаат како да ги ценат проектите, избегнувајте шпекулатори, избегнувајте меме токени, внимавајте од кого го земате советот и едуцирајте се лека по лека да го градите своето богатство и да дојдете до тоа што го заслужувате, затоа што јас верувам дека секој еден човек заслужува подобар живот и секој еден човек треба да се труди за тој подобар живот. Се надевам дека ви се разјаснија некои работи. Сакам исто така да напоменам дека начинот на јас како тргувам, значи покрај ова инвестиционо портфолио што го имам и што си го менаџирам, што правам? Дел од тоа портфолио, значи од прилика негде 20%, 10% до 20% во зависност, го користам поликвидно како пазарот ќе се промени. Пред неколку месеци одредени криптовалути ми скокна 700%, 600%, 500% како AGX, значи не мора да имате меме, токен, AGX. Јас го купував повторно на 6 центи, на 5 центи, значи кога беше крашот, и пред 2 месеци веќе стигнавме ние скоро до 50 на центи. Јас го продадов на 40 центи, искрено да кажам. Но меѓутоа кога веќе слеговме на позиција под 30 центи, јас повторно го купувам. И како го правам тоа? Користам лимит. Значи на лимит, на одредена цена на одредена криптовалута, чекам да дојде таа цена што мислам дека е возможна и е реална да дојде и фактички таа трансакција автоматски да се случи наместо јас да стојам како некој заробеник пред компјутер
и да губам време и да губам живци. Вместо тоа да го правам, јас користам само стоп лимит и кога, например, да се влезе во одредена позиција на валута, односно дигитално средство. Така да, значи, ако ги практикувате овие работи, ќе имате многу помирен сон, нема да се стресирате, верувајте, не ви требаат чартови. Јас се занимавав со чартови кога тргував со акции, но меѓутоа со тек на мојот живот, како учев, како се развивав, како еволуирав, сватив дека тие чартови се само за некои што тоа им е работа, како трговци. Јас не сум трговец, јас сум инвеститор. Така да, вие бидете инвеститори и кога ќе бидете инвеститори, дефинитивно вие ќе имате многу повеќе ќар од било кој трговец, па макар и некој професионален трговец. А одредени позиции како што ги имам во биткоин и што ги имам во етериум, јас не ја менјавам таа позиција. Значи, јас имам биткоин купено уште од 2019 година, имам етериум и почнав првата моја инвестиција во 2017 беше етериум и од тогаш помалку купував, како што учев повеќе навлагав и како што правев анализи на одредени дигитални средства, така знаев во која позиција да влезам и фактички затоа што, како што реков, сепак инвестирањето носи своји ризици, значи тоа треба да го имате во предвид, треба да знаете дека може и да загубите, значи и најдобрите трговци или најдобрите инвеститори, верувајте, и тие губат. Но меѓутоа што е битно, кога ги земате во предвид и добивката и загубата, треба, значи, добивката да предоглада, значи да имате повеќе добивка. Затоа што, пример, еве сега на моето портфолио исто така што заборавив да спомнам, јас имам 78 дигитални средства. 78 различни криптовалути. Ама се на начинот процентуално изменаджирани онака како што го кажа. Значи, тоа е тоа, во тие проценти влага, затоа што мора да имате план унапред. Тоа е тоа. За тие што сакаат подетално да го видат моето портфолио, јас веќе имам од септември лани, веќе имам на вебсајтот TokenPadot, имам една секција каде што се вика крипто портфолио и тоа е за инвеститори. Значи со претплата, месечна претплата од $20, вие можете да видите како изгледа една професионално портфолио. Исто така можете да најдете многу популарно наречени low cap gems, значи одредени криптовалути што нивниот потенцијал може да биде пута 20, пута 50, а може би и пута 100. Јас преходно во изминатите години сум имал и такви ситуации каде што одредени криптовалути дојдов до барем пута 50 добивка или повеќе. Така да такви работи се возможни, но меѓутоа исто така морам да напоменам, тие се исто така ризични. И затоа тие позиции во моето портфолио се во еден мал процент, затоа што едноставно не сакам да ризикувам. Како што реков, менаџмент на ризик. Значи, ако сте инвеститор, вие мора сите овие работи да ги земите во предвид. Така да, тоа ќе биде се за денес, драги мои, и се надевам дека ви се допадна видео, се надевам дека ви се разјаснија одредени работи што ви ги кажав и верувајте, ако овие работи ги практикувате, верувајте дека дефинитивно вие ќе бидете во добивка на подолг рок. Но, како што реков на почетокот и повторно ќе спомнам, трпение. Мора да имате трпение и мора со ламна глава да не дозволувате да ве фаќа FOMO, Fear of Missing Out, значи да ве фаќа што викаме страф дека ќе пропуштите кога нешто оди горе, или ФАЦ, популарно наречено, каде што има секакви погрешни информации,
пуштени во јавност, некои лаги за да ве заплашат и така натака. Значи тоа не го гледајте. Гледајте да се едуцирате, гледајте ги фундаментите. Значи фундаментите гледајте ги, гледајте фундаменти на секоја дигитално средство и кога го имате тој пристап, вие дефинитивно со тек на време, вие само ќе го растите своето портфолио и вашата инвестиција со тек на време ќе вреди се повеќе и повеќе. Пред да го завршам ово видео, сакав да ви напоменам на сите на 7 мај во Скопје на сајмот за книги, повелете, дојдете на 7 мај во 16 часот, ќе бидам таму и се надевам дека голем дел од вас ќе ве видам таму, ќе се видиме, ќе се дружиме и ќе дискутираме за крипто светот. Почитувани, се гледаме до наредното видео. Чао!